СДСМ нов председател ќе биде на 30 јуни. Одлучено е на вчерашната седница на извршниот одбор на партијата, откако на 22 мај Димитар Ковачевски си поднесе оставка од функцијата. На седница која што ќе се одржи на 30 мај, Централниот одбор на СДСМ треба да го усвои правилникот за критериумите, начинот и роковникот за спроведување на постапката на највисоко демократско ниво од страна на Централната изборна комисија, соопшти од партијата. Но освен правилникот, критериумите и роковите, клучно е кои ќе бидат кандидатите и кој ќе биде новиот председател. Дали партијата е хомогена по големиот изборен удар и дали ќе има авторитет кој ќе ги обедини сите. СДСМ треба да почне да се врати на корените на социјалдемократијата, да се врати на базичната идеологија на социјалдемократијата, независно од надворешни влијанија, да престане да размислува како влада во која што има компромисни ставови со секоја партија со која што биде во коалиција, да се посвети сама на себе, да се хомогенизира членството, да се хомогенизира младината, бидејќи мислам дека изгубија младината од каде што е резервоар на нови политички кадри. Па дури потоа да избере лидер кој што ќе биде моќен да ги артикулира овие социјалдемократски платформи. До овој момент неофицијални кандидати за председател има неколку, а меѓу нив се Венко Филипче, Јован Деспотовски, Славјанка Петровска, но и Стефан Богоев, кој изјави: По 20 години поминати во Социјалдемократскиот сојуз на безмалку сите позиции се чувствувам способен да ја водам партијата. Потенцираше Богоев во интервју. Сепак, велат од партијата за ТВ Стар, вистински кандидати од споменатите се само 1 до 2, а останатите се борат за подобра позиција во новиот состав. Нашите извори во овој момент за нов председател го фаворизираат Филипче. Новото партиско раководство СДСМ го дочекува по 7 години поминати на власт само 18 пратеници и 150.000 гласови, дури 350.000 помалку од незиниот најдобар резултат во 2002 година.